Синоќ во мултикултурниот центар во Кочани градоначалникот Лјупчо Папасов даде отчест за сработеното во изминатите 365 дена откако ја презема функцијата прв човек во општината. Во текот на едногодишниот период тој ги истакна проектите кои што се реализирани во делот на инфраструктурата, комуналните дејности, образованието, развојот на социјалните услуги и сервиси против пожарната заштита и културата. Беа проектирани во износ од околу 265 милиони денари, а со денешниот ден се реализирани околу 190 милиони денари. Имаме уште еден месец за да влеземе во една убава буџетска реализација и на финансискиот и на институционалниот дел, со што ќе создадеме услови да бидеме спремни да аплицираме за проекти кои ќе бидат финансирани од буџетот за 2023 година. 20 проекти во Македонија, проектот аплициран од страна на општина Кочани препознае како најдобар, значи општина Кочани и општина Вевчани сме добитници на грантот од страна на ГИС. Посебен акцент беше ставен на проектот за реконструкција на булеварот Стево Теодосиевски со изградба на нова коловозна лента, потоа улицата Роза Петрова, до уредувањето на градскиот парк, изградба на делот по тисниот цевков од Грдовски Орман, канализационата мрежа во Тракање, атмосферската канализација во Оризари, препумпната станица во Трајаново Трло, како и асфалтирање на кружни текови и улици. Од областа на социјалната заштита во текот на 2022 година се донесени два клучни стратешки документи. И тоа, социјален план на општина Кочани за периодот од 22 до 25 година, финансиски поддржан од ЕПТИСА, изработен во соработка на ЗЕЛС и НАЛАС, како и Советот за социјална заштита при општина Кочани. Тоа е основа за натамошна работа на полето на социјалната заштита на општината и подлога за добивање на нови проекти од таа област. Извршено е мапирање на лица со попреченост, проект финансиран од страна на Германската асоциација за развој ГИС во соработка со ЗЕЛС. Во текот на 2022 година се започна со реализација на еден крупен проект со кој се воведува услужна дејност во општината, нега центар за стари лица. Општина Кочани 8 години поред е дел и од програмата Општинско корисна работа, преку која креира потребни работни активности во заедницата и ангажира невработени и тешко вработливи лица преку Центарот за вработување, која што ги вклучува во пазарот на трудот. Во делот на образованието, општина Кочани во изминатава година реши да ја зајакне поддршката за првачињата и за прв пат додели пакети со основен прибор за сите запишани 330 првачиња во учебната 2022-2023 година. За реализираните проекти конкретно зборуваа раководителите на оделенијата за урбанизам, јавни дејности и секретарот на општина Кочани. Раководителката на оделенијето за јавни дејности Голубина Ѓоргиева истакна дел од проектите кои се однесуваат на поддршка на спортски манифестации, реализација на проекти во основните и средните училишта, како и културни настани. Се изврши реконструкција на улица Роза Петрова со вкупна должина од 1396 метри. Тоа е од спојот од улица 554 во место викано Прокарка до спојот со улица Страшо Ербапче и се реши паркирањето кај зградите кај место викано Калиманова глава, со што се добија околу 90 паркинг места. Исто така се изврши реконструкција на улица Стево Теодосиевски и изградба на нови коловозни ленти, со што оваа улица доби булеварско решение со должина од 270 метри, а под подпорниот зид се доби нов паркинг простор за околу 40 на возила. На подпорниот зид се постави така заштита ограда, а на равниците се поставија заштитни столбчиња за да се спречат возилата да се паркират на тротоарот, со што се зголеми безбедноста на самите пешаци кои се движат по овој тротоар. Исто така се изврши реконструкција на дел од улицата Димитар Влахов со должина од 150 метри и изградба на кружен тек на спојот со улица Глигор Апостолов и Гочо. Така да општина Кочани во тек е исто така распишан и тендерот за кружниот ток на спојот на улица Стево Теодосиевски со Димитар Влахов во Стришево. Така се очекува наредниот месец да се отпочне со активности на овој потек.
Раководителот на секторот за урбанизам Владко Димитров зборуваше за реализираните активности во делот на подобрување на патната инфраструктура во градот и населените места. Секретарот на општина Кочани Дијан Рашков даде краток осврт за проектите кои што се реализирани, како и за идни проекти планирани за наредната година. Градоначалникот Липчо Папазов за наредната 2023 година најави дел од идните проекти, како што се опремување на мултикултурниот центар со уреди за ладење и гриење, реставрација на споменикот на Слобода, дигитализација на општинските услуги.